Здраво Македонија! Високата представничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас денес ни дојде на гости во Македонија. Инаку висока е 174 сантиметри, но така и се вика функцијата. Започна куртоазно со пофалби и покажано знаење колку нам ни е тешко. Тука би сакала да ги истакнам и вашите напори направени од Северна Македонија и владата во однос на реформската агенда. Вие подобро од кој било знаете, патот до членството не е лесен. Знаеме, точно. И вие знаете. И мојата порака денес е да останете на истиот правец. Добро, ќе останеме. Останати сме. Толку долго сме на истиот правец. Правецот може да се вика правец Македонија. Наместо евроинтеграции да се нарекуваат македонскиот процес. Барем за оние земји кои ќе се држат во чекална без логика, премногу долго и со постојани изговори. Иако реално нема други такви, туку ние сме уникат. Добро. И да ги преземете чекорите потребни за отворање на пристапните преговори. Чек. Полека, господјо. Преземаме ние што е за преземање, ама и вие треба да преземете нешто некогаш, како одговорност за да не се губи кредибилитетот на Европската унија во Македонија и да не понижува кој стигне, како што беше во времето на како до сега. Може ли така? Ние преземаме, вие преземате, сите срекни. Од искуство знаеме дека напредокот може да биде брз доколку за тоа има политичка волја. Албанија и Црна Гора се добар пример за тоа. Да, точно. Значи, треба да преземете нешто за политичката волја, бидејќи со уцени и ултиматуми работата со нас очигледно не бива повеќе. Добар пример е и Украина, за која и план Б наводно имате. Според вашите ценети, високи зборови. Земја која не контролира скоро 30% од својата територија, може да не претрка во евроинтеграциите. Зошто? Бидејќи Румен Радев сака јас да учам дека дедо ми бил бугарин. Тоа не е политичка волја, тоа е етнофашизам. Секако Северна Македонија се соочува со носење избори за своите граѓани и за еднината. Веруваме дека интеграцијата на Западен Балкан во Европската унија е најдобриот рецепт за мир и безбедност во целиот регион. Па валјда и Европската унија исто така се соочува со носење избори за своите граѓани и за еднината на континентот, која зависи многу и од безбедноста на Западниот Балкан. ЕУ треба да избере да го пушти нашиот комшија на кафе и да си отвориме преговори со нас. Можеше предходно и во Шенген да не го пушта целосно додека не се согласи, тој да не пушти нас барем да тргнеме на патот. Можеа доста работи да се направат, да немавме ние предавнички мекотели кои ви ја олеснија работата, да пробушите кај што е најтенко, а тие беа најтенките во одбрана на интересите, мислам, не во кожата. Таа им беше и им остана доста дебела, како и веројатно сметките во банките. Затоа, ајде да се придвижиме заедно. И тука сакам да ве уверам дека Европската унија останува покрај вас. Уште еднаш, почитуван премиере, ви благодарам за топлото добре дојде денес. Ајде ама заедно. Тоа не значи само ние да менуваме устави, имиња, знамиња и сите да се придвижуваат освен нас. Заедно значи и ние и вие. Тогаш уште потопло добре дојде ќе имате. Толку ќе е топло што ќе се растопиме сите од убавини. Инаку, краток бекграунд. Каја Калас е сериозно жестока во реториката кон Русија за воената окупација во Украина, која да подсетиме започна еден ден откако Владимир Путин држеше на телевизија час по историја, како тие земји украинските всушност биле руски во 6-тиот, во 7-тиот, во 8-тиот век, не знам кога и така натака. Позната реторика, многу слична со онаа денешната на официјална Софија кон Македонија, не само денешната, 150 години наназад. И Каја Калас признава дека историјата на нејзиното семејство го обликува нејзиниот поглед кон Русија, како што е случајот и со многу други естонци. За време на советските депортации во јуни 1941 година, нејзината мајка Кирсти имала само 6 месеци кога била депортирана од Естонија во Сибир, заедно со бабата и прабабата на Каја Калас. Им било дозволено да се вратат во Естонија дури 10 години подоцна. Незината мајка подоцна се мажи за Сима Калас, кој беше премиер на Естонија 2002-2003 година и европски комесар цела една деценија до 2014 година. Тоа е политичкиот бекграунд. 5 дена пред руската инвазија во Украина, таа ја објасни како играл Владимир Путин и вели
Каја Калас за Путин. Тој бара максимум за нешто што никогаш не било негово. Се заканува со ултиматуми и ескалира кога работите не одат според планот. Како да црта едни наши комшии. И вели, кога сме кај 41-та година, сакам да и кажам сега јас на Каја Калас, естонците се соочувале со депортација, ама македонците со окупација. Па кога се обидува таа да го анализира проблемот меѓу нас и оние кои велат дека не постоиме, добро е да го има предвид и нашето гледање на работите базирано на историски факти, а не на глупости како оние дека овде биле дискриминирани некои граѓани. Она што е за неа Путин, за нас може да биде Румен Радев, бидејќи на ниво на реторика се речиси идентични. Она што е историски за неа Советскиот сојуз, за нас може да биде нацифашистичкиот соработник во Бугарија. Ете, чисто како споредба, како предлог агол на размислување, пред да се расфрламе со политички коректни флоскули од типот да се придвижиме заедно, да ги исполните обврските. Бидејќи знае дека и обврските за кои зборува ги преземаа криминални предавници зашто и беа казнети на изборите од народот пред една година, од народот поради кој постои оваа земја Македонија. Благодарам на вниманието за ова кратко објаснување. Одиме на уште малку подиректна дипломатија, ама македонска, за промена. Разговаравме за патот кон Европската Унија, пат кој не беше ни лесен, ни краток, ниту секогаш праведен. Пат со многу предизвици, компромиси, за жал предолго чекање. Нашето пределба станува јасна. Ние припаѓаме во Европската Унија. Не затоа што некој ни го должи тоа, туку затоа што со децении градиме општество на демократски вредности, владење на право, човекови право и добрососедство. Затоа што ние вложуваме, се жртвуваме и се менуваме со надеж дека трудот ќе биде препознаен. Меѓутоа, таа определба мора да биде возвратена. Точно, мора да биде возвратена, инаку нема ништо од она заедно да чекориме, што вели Калас, нели? Тоа ќе остане само гола реторика, а кога има гола реторика без резултати, тоа ЕУ во наши очи ја прави да изгледа непринципиелно и помалку лажно, како целофан. И премиерот имаше уште нешто да додаде. Ова држава има право да очекува многу појасна, поотворена и почесна потврда од самата Унија. Затоа што ќе се согласиме, не сите земји членки и не секогаш се однесуваат во европскиот дух. Да, особено оние како Бугарија, например, кои и самиот влез во ЕУ не го должеа на исполнување на кој знае какви стандарди, туку поради политичка одлука, да не речам беа пикнати внатре заедно со Романија. И тогаш бугарите немаа нерешени прашања со соседите, нели, какви што не смееш да имаш ако сакаш да си во ЕУ, како што велат денес. Немаа ни во 2017-та никакви нерешени прашања во врска со Македонија или за некаква наводна дискриминација на бугари во Македонија. Немаа забелешки на тоа. На ништо бре немаа забелешки кога Заев им подпиша дека сме биле исти народ со иста историја. А ако не се согласуваме со се што ќе кажат на таа тема, ќе ни следи вето. Кога почнаа да бараат и да не понижуваат, ако мрдневме, доаѓаа забелешките во форма на вето, токму така. Чисто да не подзаборавиме, луѓе, која е генезата на проблемот. Побарав фер третман, побарав доследност. Европа да покаже лидерство, кое што ќе донесе нешто вредно за граѓаните во реалност. Да се врати до вербата во европската идеја, особено кај младите. Согласен, слушам внимателно. Нашата рака останува подадена. Отворени сме за пријателство, за диалог и соработка. Но стоиме цврсто исправени, достоинствени со јасна порака. Ние сме подготвени, Европа може да смета на нас, а сега е време и ние да почнеме да сметаме на Европа. Да сметаме на Европа, а не да изгледа дека и сметаме и пречиме на Европа. Се согласувам и со ова. Сега редот дојде повторно на Каја Калас да одговори на некое прашање. Македонските власти при вчера премиерот Мицковски кажа дека верува Европската Унија дека ќе изнајде механизми за да се деблокира нашиот евроинтегративен процес. Какви механизми има Брисел на располагање за конечна деблокада? И дополнително едно подпрашање кое произлезе од вашиот говор, во колкава мера неинтегриран Западен Балкан може да представува безбедносна закана? Благодарам. Ви благодарам за прашањата. Прва,
Јасно е дека сакаме Северна Македонија на вистина да се придвижи по овој пат и знаеме дека има пречки на него и тоа го дискутиравме денес. Па да, има едни ситни пречки, како на пример овие. Документот кој досега само делумно се цитираше и со кој Бугарија го блокираше почетокот на преговори со Европската Унија за Македонија, изобилува со негирање на самобитноста на македонската нација и јазик. Бугарија во меморандумот тврди дека македонците се комунистичка идеолошка креација. Во соседните земји терминот македонски се користи за означување на географско потекло наместо на национален идентитет. По Втората светска војна, југословенскиот комунистички водач Јосип Броз Тито прибегна кон наметнување на друг нов идентитет, овој пат македонски. Македонски јазик или етничка припадност не постоеле се до 2 август 1944 година. Мала пречка, само официјален меморандум од Софија до сите земји членки на Европската Унија, во кој стои дека македонците сме биле проект на Тито, а јазикот не бил дијалект на бугарскиот. Пречка, пречкичка, пречкуленце, ништо страшно. Ке зачекориме заедно, нели? Ке најдеме решение. За да можеме да изнајдеме механизми за да се надминат тие пречки. Секако, премиерот може да ги објасни подобро неговите идеи, но сметам дека има простор каде што може да направиме нешто, не би навлегувала во детали. Доколку се придвижиме, тогаш тоа ќе го објавиме и пред медиумите. Ајде, чулте Господ, имало простор да се направи нешто. Океј, ајде да видиме. Кога станува збор за неинтеграцијата на Западен Балкан и колку е тоа голема закана, ако ја погледнеме по големата светска слика, секако јасно гледаме дека има разлика во големите сили, има тектонски промени. Западен Балкан секако се дел од Европа и битно е за нас да бидеме сите целосно интегрирани. Европската Унија е мировен проект и тоа овозможува да се намалат тензиите во регионот на Западен Балкан. Затоа сметам дека тоа е и безбедносно прашање. Супер, согласни сме и тука. Сега, имам предлог како да се намалат тензиите на Западниот Балкан. Сега ќе пуштам едно видео од годината која е многу значајна во животот и ставовите и изградбата на ставовите на Каја Калас, 1941 година. Кога нив советите ги депортирале од Естонија на Сибир, истата година, ова се слушаше од соседството, овој татнеш на нацифашистичката чизма која ја окупираше Македонија. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. Епа, добро е истава оваа реторика да не постои и денес, како што видовме погоре и во меморандумот дека постои, а ја има на многу места. Ако сакаме да има намалување на тензиите и ако е безбедносно прашање, добро е да ја посоветувате членката која не блокира дека тоа е во корист, блокадата, на вам омразената Русија, на злобниот Путин. Дури и може да теоретизираме дали блокаторката соседска земја има и мотивација некаква од Русија да го блокира нашето членство во ЕУ за да има простор за нестабилност на Балканот. Па тука ЕУ може да си поведе сметка, ако е сериозно заинтересирана за мир и стабилност тука, а не да дава простор на отворени негатори со окупациона реторика, да тврдат дека нашето постоење, кое тие го нарекуваат македонизам како нешто измислено, дека тоа било закана за стабилноста на Европската Унија. Кој не верува, кој заборавил на ова, ке си го погледне веднаш. И за това не трябва да допускаме легитимацията на македонизм, на идеологеми от бивша Югославия и Коминтерна да намират място в Европейския съюз, защото те ще имат дългосрочни неблагоприятни последици за Съюза. Да мислим в дългосрочна перспектива за стабилността на Европейския съюз.
Лудо отаде и назад. Нема мир човекот ако самите ние не сме признаеле дека дедовците и прадедовците ни биле бугари, ама преку ноќ. Тито направил магија и измислил некакви македонци. Ако тоа не го признаеме, нема ЕУ за нас, така велат. Добро бе, а ако го признаеме, што ќе се случи бе, Радев? Ке ти порасне ли коса? Нема. Ке ти се зголеми ли мандалото? Нема. Колкаво е, толкаво е, јеби га. Ако функционира за чукање, ке чука, а ако не, дотука било. За мандалото зборувам. Каква е бре таа фрустрација? Каков е тој бес и гнев да инсистираш на етноцид во 21. век, кога не може веќе очигледно да окупира со тенкови, да се избрише цел народ или што, или ти ќе му ги скратиш можностите за напредок и развој, кој пак ти си ги добил на времето за твојата земја незаслужено. И не е ова за Каја Калас реално, не е ова прашање за не, ова е прашање за сериозни психијатри. Ама па сега таа ни е нагости и сега нека послуша ако сака, нели? А сега ќе ви пуштам едно малку подолго видео, кое немавте прилика да го гледате никаде на вести, бидејќи трае 3-4 минути. Но е многу важно, за да ја видите разликата во концептите и меѓу Македонија и Бугарија, и меѓу Македонија денес и Македонија како до сега. Каква е нашата конструктивност и пристап, но и црвените линии. И што бараме? А дали ќе се случи? Ќе видиме. Имам прашање до премиерот Мицкоски. Председателката Силјановска пред неколку дена најави разговор со председателот Радев со помош на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Дали планирате како влада да се вклучите во овие разговори? Дали разговаравте со шефицата на државата на оваа тема или пак планирате самостојно да инициирате некаква средба со бугарските власти за деблокада? И ако може едно подпрашање во однос на механизмите, дали би ни откриле малку повеќе детали околу тоа? Благодарам. Денеска ја отворивме и оваа тема со господјата Каја Калас. Оваа тема започна уште од средбата и посетата на председателот на Европскиот совет, господинот Кошта, да за време на Хашкиот самит на НАТО има билатерална средба помеѓу представниците од кај нас, од Македонија и од Бугарија. Бидејќи таму ќе биде председателката, тоа би било одлична можност да има билатерална средба, на која што средба би присуствувала и председателката на Европската комисија, господјата Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта, нормално високата представничка за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас. Го проширивме тој состав и со генералниот секретар на НАТО, дел од земјите членки во НАТО, меѓу нив најголемите, тоа се Соединените американски држави, за да можеме да ги кажеме на билатерална средба аргументите. Затоа што од едната страна едни аргументи, од другата страна други аргументи, кога ќе бидеме сите на иста маса, колку и да трае тоа, тогаш е добро да се разговара. Ние веднаш тоа го прифативме. Не знам каков е одговорот од Бугарија, но ние тоа го прифативме и денеска повторно тоа, заедно со господјата Каја Калас разговаравме на таа тема и апсолутно ја потврдивме нашата пределба да обстоиме на тоа што сме кажали и го прифативме тоа. Ние разговаравме со председателката Силјановска, ќе се подготвиме, најдобро што знаеме, и мислам дека е добро да има таква средба во која што ќе може да се слушнат аргументите од двете страни, посебно на маргините на НАТО самитот, бидејќи претходното прашање што го постави вашиот колега од ТВ21 имаше фокус и на безбедноста во регионот. Како земја членка на НАТО ние рефлектираме безбедност. Во изјавата на господјата Каја Калас слушнавте за македонската контрибуција во регионалните безбедносни иницијативи, како што е Алтеа, Босна. Не треба да повторувам колку направивме во поддршка за Украина. Ние сме во првите 5 земји контрибутори по глава на жител. За Украина и ќе продолжиме и понатаму да помагаме. Така што ние сме фактор на стабилност. И така треба да се однесуваме во регионот. И затоа треба да зрачиме со стабилност. За жал, има сили во регионот кои што сакаат да рефлектираат нестабилност.
И затоа, кога ќе ги имаме сите аргументи на еден ваков билатерален состанок, тоа би било многу добро. Тоа би било многу добро да се слушне. На крајот од денот, ние сите треба да седнеме и да ги слушнеме аргументите. Може би од таа страна ќе слушнеме некои аргументи кои што до сега не сме ги знаеле. Каде исчезна, да речеме, 200.000 македонци во западна Бугарија од 56 до 65. Да имаше микрофон во рака, можеше да го пушти на земја после ова премиерот, бидејќи така се настапува и брани државен интерес. Еве сме, тука сме, ајде сите бре да седнеме на маси и да зборуваме што по ѓаволите е проблемот, односно кои се деталите во кои се крие ѓаволот според нас, дали е тоа прифатливо за светот или не, и да знаеме на што сме, каде одиме. Убава е таа реторика дека ќе продолжиме да чекориме заедно, како што вели Каја Калас, ама на терен состојбата е малку поразлична. И меѓу другото, проблем да, е и тоа каде исчезнаат тие 187 најточно илјади македонци од Бугарија, од пописите, пред жестокиот антимакедонски бран на почетокот на 60-тите години под раководство на Тодор Живков. При тоа, ние не го отворавме тоа прашање пред комшиите, а може би требаше и порано. Но тие решија да го отворат на нивни начин, веројатно бидејќи им жежи, им тежи и им е проблем, а не мора да е проблем. Се што треба е да дозволат да живееме како што сакаме, бидејќи тоа е демократски капацитет. Тоа би требало да биде европска вредност, а не ова. Опитът на политиците в Република Северна Македония да градят идентичност на базата на фалшификациите на комунистическият интернационал, а не на историческата истина, са срещу интересите на гражданите на Република Северна Македония, които наистина желаят членство в Европейския съюз. Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Ете, може Радев пред сите намаса, ако се одржи тој состанок таму, да го повтори ова, па да видиме како ќе звучи. И на крај, може да го каже и ова, за да ја открие мистичната поента на нивното барање за промена на нашиот устав, вистинската причина за тоа. Да ги замаскираат проблемите од историјата, идентитетот и нашето постојање, да ги измаскираат со наводно прекршување на човековите права. Нека го каже и тоа на состанокот, што да не. Представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот претседател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Знаеме ние добро каде е коренот на проблемот, ама треба сите да дознаат и да сватат колку е тоа лудо. Како историските причини за окупирање на Украина, нели господја Калас? Како и дека позицијата на Бугарија денес, која звучи вака. Ние има интерес и те да признаят историята, а в същото време ние трябва да признаем реалността в момента. Да. Така че това е взаимен интерес, според мен. Както България признала съвременните реалности, от страна на Република Северна Македония да се признаят историческите реалности, свързани с процеса на създаване на новата национална идентичност. Оваа позиција не е ништо повеќе од продолжување на лудилото. Демек, еве, ние ќе признаеме дека вие македонциве постоите, ама денес. Фала многу. Демек, што велат? Демек, нема да не окупираат сега. Демек, признаваат дека сме им избегале од јатото. Ама ние сме морале да признаеме дека не сме постоеле предходно. Ако не сакаме да го признаеме тоа, вето, каков гест.
какво добро соседство, каква добронамерност, какво лудило. И сето ова им го подпишаа Заев, Ковачевски, Димитров, Османи, Маричич, Ахмети и сите други бандити. Предавство, нема друг збор. И сега уште едно подсетување на горе споменатите, а во споредба со денешниот премиер, кој зборува за 200.000 исчезнати, асимилирани, а како што дознаваме од записите од историјата, убивани, мачени, затворани, депортирани македонци од Пиринскиот дел, само затоа што се македонци. Еве како порано, како до сега владата се зборуваше за македонците и не само во Пиринскиот, туку и во Беломорскиот, Егејскиот дел. Бурните реакции кои следуваа по изјавата на бугарскиот премиер дека во Бугарија не постои македонско малцинство, денеска од новата функција ги коментираше вице-премиерот за европски прашања. Не е наша работа да кажеме каде и какво малцинство постои, тоа е и наша обврска од уставот, вели Маричич. Така што не е на Северна Македонија да кажува каде какво малцинство има во регионот. Тоа е прашање, внатрешно прашање на сите држави во регионот, вклучувајќи и Бугарија. Постои одредена категорија на население во Република Грција која што не зборува на грчки јазик, која што говори на друг јазик, меѓутоа не сме ние тие што ќе детерминираме кој на каков јазик зборува. Бидејќи тоа ќе биде мешање во внатрешни работи на друга држава. Не е наше да кажуваме како се викаат тие луѓе, тоа се некои луѓе кои зборуваат некаков јазик. Никако да се спомне име. Мачка им го изеде јазикот. Пипер во уста ќе има ако речеа македонци, ќе им го сечеа јазикот грците, ако кажеа македонски. Живи се бре тие луѓе и постојат, ама не смееа. И самите го одбраа тоа, да се разбереме. Никако да се зуцне за Македонија и македонците, баш по насоките на Тодор Живков, кој кога решил да ги ништат нашите македонци, таму рекол, македонско малцинство нема и не може да има. Го знаете ли тоа, господја Калас? Добро е да го знаете, затоа што, нели, ако сакате да решавате проблем, добро е да се запознаете со проблемот. Таму е проблемот, кај нив, не тука кај нас. Освен, ако не прифатиме сите, дека нашето постоење е всушност проблем кој треба некако да се решава. А ние, додека дишеме, ама на вистина некако муртинскиот семкар, нема да го прифатиме тоа да бидеме ние проблем, кој треба, ако не да се депортира како вашите предци, барем да се укине правно. И тоа да го сториме самите укинувањето, со кејф, со мерак да се избришеме. Господјо Калас, пред 2 недели вие лично од Украина најавивте дека Европската унија има план Б, па дури и план С за европската интеграција на Украина во случај Унгарија да не се откаже од ветото. Минатата недела токму од овде од претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта слушнавме дека Европската унија нема ваков план Б за Македонија. Зошто? Како што и за другите случаи кои што ги споменавте, ние се фокусираме на план А и се обидуваме планот А да профункционира, затоа што кога се префрлувате кон план Б, тогаш план А излегува од игра. Може би ви звучам како да зборувам шифрирано, но сакам да ви кажам дека си уште се надеваме дека планот А ќе профункционира и ќе биде успешен. Работиме кон тоа, доколку не, тогаш ќе поминеме кон следната фаза. Од старт да ви кажам, преминете слободно веднаш на планот Б. Нема план А со вакви ставови. Тоа е сврзано. Така или иначе, толкова документи има, 45-та година написан, на основата на западно-български диалект. Да, променили са някои други, и граматиката малко, и други думи са вкарали от един друг съседен език, но няма значение. Сръбски. За официалния език на Република Северна Македония изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. България не признава техния официален език. Нели, план Б, директ, да не губиме време. Ако сакате навистина принципи и обединета Европа, до која не се доаѓа со вакви шибицари, да се разбереме. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Кој е вашиот став? Дали имаме ние заедничка историја со бугарите како што тие ја толкуваат? Јас не сум историчар и тоа прашање би го оставил да го реши Комисијата за историски и образовни прашања која што е формирана. Помина овој воз.
Фала Богу. Сега работите се поинакви. Така што ако го посочиме главниот виновник, тоа е јасно, тогашниот премиер, министерот за евроинтеграција, министерот за надворешни работи. Тие се тие кои што денеска ја доведува состојбата ваква каква што е. Инаку да, апсолутно подготвени сме да разговараме на ниво на билатерални разговори, на ниво на партнерски односи во рамките на НАТО алијансата. Било кој што сака да помогне, подготвени сме да разговараме. Со секого сме подготвени да седнеме и да разговараме, да прифатиме било каква медиација. Впрочем, во одговорот на претходното прашање од вашата колешка, јас многу бев јасен и прецизен и мислам дека не треба било кој да има дилема. Ние сакаме решение, но решение кој што ќе биде достоинствено и долготрајно. Се изморивме од континуирани блокади кои што се однесуваат на билатерални прашања. Дајте решение кој што ќе биде единствено, континуирано и оставете ние да си завршиме дома домашната задача, па да видиме кој ќе биде фронтранер, кој нема да биде, нека судат потоа сите оние. Подпишувам и јас, подпишувам. И стотици илјади други граѓани, не само македонци исто така подпишуваат, но чисто за подсетување со кого си имаме работа. Доаѓа оваа вест од денес, поврзана со очекуваната пресуда во судскиот процес против човекот по име и презиме Љупчо Георгиевски од Битола. Не тој Љубчо, иако исто како да е тој. Еве кој е новиот услов од Бугарија, вест од денеска. Бугарија со остар дипломатски притисок во пресред на пресудата за Љупчо Георгиевски, поранишниот председател на забранетиот бугарски клуб Ванчо Михајлов. Официјална Софија бара ослободителна одлука и предупредува дека случајот е тест за тоа дали Скопје навистина ги гарантира правата на бугарите во земјата. Пресудата се очекува за неколку дена, додека бугарската дипломатија ги мобилизира и европските партнери. Ослободителна пресуда за Љупчо Георгиевски, битолчанецот кој себе си се идентификува како македонски бугарин и го отвори бугарскиот клуб Ванчо Михајлов, ако е обвинет за предизвикување на расна, национална и верска омраза, е знакот што официјално Софија ќе го чека од македонската страна како доказ дека се почитувале малцинските права во земјава. Бугарското МНР вчера излезе со специјално соопштение за случајот, кој вели дека е клучен за тоа како понатаму ќе се однесува Бугарија пред европските власти, за тоа каква е состојбата на бугарите во Македонија. Пазете, Министерство за надворешни работи на Бугарија се заканува отворено дека ако нема ослободителна пресуда за председателот на клубот на фашистичкиот соработник Ванчо Михајлов, тоа ќе било нова повреда на човековите права на бугарите во Македонија. И ова е показна вежба за се она што мене пена барем ми фати устава, а го зборувам со години. Што ќе се случува ако немаме заштита во преговорите со Европската Унија? Односно, ако ги започнеме со сменет устав, како што потпишаа оние ајвани. Сосема е разумно да се предпостави дека ако не смениме учебници, например, на нивно барање, во кои ќе го славиме Ванчо Михајлов, или пак дека Гоце Делчев и Питу Гули, алијас Питко Гулев, биле бугари, ќе има вето за нас. Ако не, тоа ќе е кршење на човековите права, ако не менуваме учебници. Вест од денес, која кажува се. На властите во Скопје постојано им е укажувано дека овој случај ќе е знак за Бугарија во однос на нивната подготвеност да ја гарантираат рамноправноста на бугарите и да ги решат проблемите со кои се соочуваат. Бугарија очекува фер судска одлука и отфрлање на неоснованите обвинувања против Љупчо Георгиевски. Сепак оваа пресуда за жал нема да ги избрише последните години на огромен стрес и наручен личен живот на македонскиот бугарин, стои во објавата на бугарското МНР. Во соопштението се вели дека со случајот се запознати дипломатските мисии на државите членки на ЕУ во Скопје, но и дека бугарското МНР преку своите партнери од ЕУ ќе бара, како што велат, да престане овој притисок врз бугарската заедница во Македонија. Уште еднаш, Бугарија се заканува дека ако суд во Македонија, независен од власта, го осуди битолчанецот Љупчо Георгиевски, тоа ќе било малтене знак дека се кршеле човековите права на бугарите. Патем, оставаат и простор, дури и судот да го ослободи овој, тоа да не ги избришело стресот и нарушувањата на личниот живот кој го трпеле македонските бугари. Зошто? Затоа што тврдат дека не постоиме, а ние не молчиме на тоа. Веројатно ние треба да молчиме, а ако не молчиме, вето. А бре, ако ова не е ненормалност и показна вежба за тоа што не чека, односно што потпишаа оние ајвани, не знам што е.
Пред 2 дена во Битолскиот суд беше одржано и завршното рочиште на кое во негова корист пак сведочеше поранишниот премиер Љупчо Ѓоргиевски. Иако не го познавал истоименикот, екс-премиерот вели дека се пријавил за сведок бидејќи според него на ова судење не му се суди само на македонскиот бугарин, туку и на Ванчо Михајлов, за кого не смета дека е негативен лик од македонската историја. Ете, како што ви реков, исто како и екс-премиерот да е во прашање. Тој сам се пријавил за сведок, бидејќи не му се судело само на неговиот истоименик од Битола, туку и на Ванчо Михајлов. А како може да му се суди на Ванчо Михајлов, ви се молам? Причините които породиха македонизма в Белград, така ли? Македонизма има корен Белград. Нищо друго. Всички тия говеда от Македония, те са минали по-малко от дошленици в Белград. Но що Македония, българщината, българското не царува, бих казал, че не ми се списа какво мисля по това. Постојат и документи околу соработката на Михајлов со фашистите. Но не, ако суд го осудел, отидовме курбан вето. Ке се жалеле тие насекаде по Европа. Во прилог може и да ја објава снимката на која му вика ура погоре пред сите политички на овие комшиеве наши. Му вика ура на Хитлер, затоа што им помогнал во окупацијата на Македонија. Вечно благодарни ке биле на Хитлер и на Мусолини, што им овозможил да ја окупираат Македонија. Па нека ја видат и таа снимка во Европа, нека го видат целото досие. Патем, иронично, кога се судовите во прашање за кои Бугарија ни се заканува, подсетувам на пресудите на Европскиот суд за човекови права, кој во 5-16 наврати веќе пресудил во врска со кршењето на правата на македонците во Пиринскиот дел од Македонија. Ама за тоа Бугарија молчи. Ке молчеше и оваа влада, ако ја водеа мекотели. Ама това е, сажалјавам, ако е цената за ЕУ свитка на кичма за да влезеле парички, гонете се со тие крвави пари кои немаат потекло, туку потекло сакаат да избришат. Јасно ли е? На крај на оваа тема, за крај уште неколку работи. Вчера председателот на СДСМ побара да се објавело токму потеклото на парите за овој инвестицијски кредит од Велика Британија. Договор меѓу владите на Македонија и Британија. Ама Венко Филипче бара потекло на парите. Првото прашање е кој е потеклото на парите? Дали парите се британски и директно од британската влада или станува збор за фонд кој што е лоциран во Велика Британија, а располага со пари од некоја друга земја? Треба потекло на пари, ама не на британските. Тие треба да водат сметка за нивните пари и нивното потекло. Добро е потекло на парите да откриеме за златна виза во Дубај. Тоа да се открие и да се објави. Бидејќи има големи шанси тоа да се наши народни пари. Тоа потекло на пари треба да се бара. А не дирајте го македонското потекло, тврдејќи дека кредитот е лош, бидејќи ако го залапаме бугарскиот калабастер, кој вие ни го спремивте, ке сме добивале гратис грантови парички од ЕУ без камата. Дома да се исчекате такви прилики. Не на цел народ и цела држава да им наметнувате. Ајвани. И на тема ајвани, последната вест која покажува дека некои луѓе ништо не учат, дури и после хорор. Ама па, МВР учи. 300 денари влези, 15.000 денари за сепаре. Ова е цената која друштво матурантки од Скопска гимназија платиле за да продолжат до утринските часови со прославата на матурската вечер во една скопска дискотека, која пак на диво ги отворила своите врати. Тие дошле пред дискотеката неколку минути по полноќ, им бил дозволен влез натре, а кусо време потоа во објектот влегле полициски службеници и пазарната инспекција и ја затвориле и пломбирале дискотеката, бидејќи таа немала лиценца за работа. Прославата на матурската вечер била ноќта меѓу понеделникот и вторникот. Забавата траела до полноќ во еден скопски ресторан и тој дел бил организиран од училиштето. Во меѓувреме, во повеќе скопски гимназии се е организирал така наречен афтер парти, кој требало да биде во дискотека и ноќен клуб сместен во рамките на железничката станица во Скопје. Родител на една матурантка објасни дека организацијата одела преку нејзин соученик. 4.500 денари чинела маса за стоење, а 12 до 15.000 денари се паре. Откако ги дале парите, добиле карти и ваучери. Ова е картата на која јасно стои гимназијата, угостителскиот објект и датумот за забавата до утринските часови.
Сметавме како родители дека по трагедијата во Кочани никој нема да се осмели да ги злоупотреби децата. Мислев дека објектот ги средил документите и легално работи. Кој родител би плаќал пари за да го прати своето дете во нелегална дискотека? Таа раскажува дека некои од матурантите не успеале ниту да влезат во објектот бидејќи веќе пристигнала пазарната инспекција и полицијата. Вината ја лоцира кај собствениците на угостителскиот објект кои свесно го прекршиле законот и ги измамиле нив и нивните деца. Случајот не го пријавила во полиција, а од соученикот на незината ќерка нема одговор дали и кога би ги рефундирал средствата кои ги зел за прославата во дискотеката. Од пазарната инспекција потврдија дека минатиот период затвориле и пломбирале 2 објекти, ноќни клубови и дискотека, кои нелегално и на своја рака без никаква дозвола и лиценца ги отвориле вратите и примиле стотици матуранти, и против нив се почнати повеќе постапки. Катанец толкав голем да не може да го отворат ни 10 худиниевци. Тоа треба. Ви благодарам на вниманието до сега, сега одиме уште појако. Во чест на денот со председателот на партијата на властите во Македонија Стерио Папули. Има што да чуете од овој човек и за историјата, и за наводната дискриминација и омраза кон малцинствата во огромни наводници. И дали постои тој тајниот рецепт што го имаат за да остварат економски просперитет. Но и за лојалноста кон државата и со животот со сите кои живеат во нашата Македонија. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Денес, петок, 23 мај, како што доликува на Националниот ден на властите во Македонија. Со мене е председателот на партијата на властите Стерио Папули. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер и благодарам на поканата. На почетокот, јас као влашкамалец докажано дохрит, си запишав за да не сгрешам, ама да пробам. Ти мулц ань джуа национала арминлор. Перфектно. Таман беше? Супер. За да не ме вадат како овај обиджуко Теовеле Менге Буте Бешенге, но шегата настрана, го честитам од срце Националниот ден на властите во Македонија 23 мај. Веќе помина сиот оној формален дел денеска на свечената академија во МНТ. Таму говор имаше ти како председател на партијата, премиерот Мицкоски, министерот за односи со заедниците, така, Иван Стојлковиќ. Како се чувствуваш денес? Колку е значаен овој ден за тебе и за сите припадници на влашката заедница во Македонија? Како се чувствувам? Имам посебно е чувството, би рекол, затоа како што роден ден нешто вака? Па можам да речем и како роден ден, Дали? Да. Затоа што влашката заедница во Македонија е од исклучителна важност за мултидимензионалниот карактер кој што го има Република Македонија како држава, а во исто време ние оваа година прославуваме 120 години од кога, ќе дадам малку историски осврт. Слободно се сакам да слушам. Околу тоа како стигнавме, значи да славиме ние 120 години од Националниот ден на властите 23 мај. 1905 година со документ наречен Ираде, кој што го подпиша султанот Абдулхамид II, властите во Отоманската империја се стекнаа со сите права кои што дотогаш ги има дел од заедниците во истата таа Отоманска империја. Добро. Што значи добија право да избираат своји градоначалници, добија право да одржуваат богослужба на својот јазик, да го користат јазикот слободно на територијата на Отоманската империја и исто така да извршуваат, да имаат своји мухтари, кои што во тоа време е еднакво на градоначалник, меѓутоа и како советници во советите на Отоманската империја, кои што биле формирани како од вилаетите, под вилаети и така натаму. Го барам и Радето паралелно, знаеш, ако вака чисто, бидејќи сакам кога ќе научам нешто, сум заборавил на ова, веројатно сме го учели во школа. Сигурно. 120 години легален статус на Балканите како признаен народ, така, тогаш од султанот. Вау, супер. Да. Следствено на тоа, во парламентот, во тоашно време во Отоманскиот парламент, се избираат и двајца представници на влашката популација на територија на Отоманската империја, односно, но тие двајца представници на влашката заедница се баш од Македонија. Македонија, да. Од
од Битолскиот вилает и од Солунскиот вилает, односно едниот е Филип Миша, кој што бил роден во Хрупиште, и другиот е Николаја Бацарија, кој што бил роден од Крушево, родом од Крушево. Што значи комплетно доживување на правата во Отоманската империја имаат властите во тој период и ние го сметаме тој период до Балканските војни, значи од 1905 година до 1913 година, како цутот на влашката култура и јазик во тој период. Со доаѓањето на Балканските војни се формира Балканските држави, како што добро знаеме, по оној Букурешки мировен договор, каде што вклучително и за нас властите тој изигра една, не само за Македонија како територија, но и за нас властите изигра една улога која што не ни одеше никако во прилог. Односно ни одеше де јуре, но де факто не беше така. Што значи тоа? Веднаш зашто? Затоа што по формирањето на балканските држави, во сите овие балкански држави каде што живеа властите, беше донесена одлука во Букурешт, каде што властите нема да добијат своја држава, меѓутоа сите овие држави кои што ќе добијат своја национална држава, ќе ги почитуваат правата кои што ги додели султанот во 1905 година. Како наследени од Отоманската империја. Од Отоманската империја. Добро. Овие земји наследнички на Отоманската империја ќе го имплементираат тоа. Го потпишаа и премиерите на сите овие држави. Арно ама со текот на годините, почнувајќи со националистички реторики во сите овие држави и пробувајќи да се одржи еден националистички карактер на сите овие држави, се подзаборави на браќата Власи. Имаше обиди за маргинализација или за денационализација, за претопување во други национални базени? Мислам дека започна културниот геноцид. Тогаш за претопување во други национални базени, би рекол, и со тек на време, затоа што влашката популација не е хомогена, туку хетерогена, не била на едно место, туку живеела на цела Римска империја. Ни цела Римска империја, следствено на цела Отоманска империја, нели, западно-источно Римско царство, но со Отоманската империја живееле на цел Балкан. Од Солун, значи Константинопол, Истанбул денешен, Скопје, Белград, Букурешт, па стигнале дури во Виена и Будимпешта, каде што го доживеале својата кулминација влашката заедница. Стигнали и до Америка некои од нив? Стигнали и до Америка, да, добро си информиран. Така што, така, низ сите овие години, од Балканските војни до доаѓање на комунизмот и во време на комунизмот, нели, за да како етничка заедница не доби права на еден начин влашката заедница, односно не можевме да се изразуваме како власи. А со доаѓањето на новите демократски ветришта во 1991 година, со одлука на Лигата на властите, се формираше Лигата на властите, односно, и следствено властите... почна да се застапува да ги бара правата на властите во каде што може, така? Властите ги добија сите можни права во демократска Македонија. Сега прашање едно. Уште во оној општ дел, колкав е бројот апроксимативно нормално на власи во светот и во кои држави статусот е уреден, например, како во Македонија, каде што разбирам дека, нели, што јас разбирам, сите знаеме дека сте генерално задоволни, нели, од начинот на кој што функционирате во општеството. Да, бројот на власи не се знае точно, затоа што, како што реков, голем дел на културен геноцид доживеа влашката етничка заедница низ годините. Во Македонија официјално по пописот сме околу 9000 луѓе, што ние кога беше пописот излеговме со еден демант, јас и јавно кажав, јас само познавам 9000 директори власи низ државата, а не бројка на еден етникум. Добра опаска. Така што мислам дека тоа беше малце така излезено од контекст и значи да, добро, да, таа бројка. Според мене мислам дека сите го оспоруваме тој попис, кој од какви причини не ме ни попиша, чисто бидејќи не ме најдоа дома, некаков допис имаше, но јас мислев дека со вкрстување на податоците, нели, јас сум оставил трак за моето државјанство на 100 места до сега, во образовни институции, во здравствени институции и така натака, но кому како одговараше тој период си ги направи произволни бројките. Не се во други држави во регионот, например, или ни светот, каде има побројна влашка заедница, како
Како изгледа животот на властите на Балканот? Секаде ли е како во Македонија? Добро прашање. Како етничка заедница ние сме признаени само тука. Само тука. Сме влезени во уставот и ни се Во ниту еден друг устав? Во ниту еден друг. Ниту во Хрватскиот кој што има 22 етнички заедници? Не. Таму има исто така власи. Сигурно дека има. Кои што се водат како истро-романи власи, значи во Истрија, во делот на Истрија, меѓутоа таму последната личност која што го збореше влашкиот јазик таму во Истрија, мислам дека пред некоја година почина. Што значи Србија, Бугарија, Албанија, Москополе, во Албанија, Грција. Во Грција не. Во Грција не сте признаени. Не сме признаени, не. Значи има власт. Во Албанија да. Во Албанија да, меѓутоа не ги уживаат правата како што ги уживаме ние тука. Добро. Во Романија не се етнички, како етничка заедница признаени, меѓутоа најголем дел на власи, за да се навратам на прашањето одговорам, има во Грција како држава. Добро. Се претпоставува дека околу 2 милиона луѓе во Грција влечат влашки корени. Денеска некаде бројот мислам дека е околу 200.000 луѓе, меѓутоа немаат право да се попишат како власи, како ние што имаме да се попишеме тука во Македонија. Во Бугарија бројот е многу мал, околу Софија. Во Србија најголем дел на власи живеат во Белград, овие нашите, значи македонски власи, исто така живеат власи во источниот дел на Србија, кој што е Тимо крајина. Меѓутоа ние се разликуваме со нив. Исто така во Романија е... Тука те молам да објасниме еден мит. Власите, романците, односно романите и романците, етногенеза, потекло, има разлики, нема разлики. Чисто знаеш што сега те прашам, да нема често луѓе, бидејќи и Романија знае да се постави како покровител на властите во светот, но Романија не е влашката држава, така. Има реон влашко во Романија, нели, но која е историската приказна тука, те молам да ни објасниш. Да, значи историската приказна е тоа што власите ние зборуваме јазик кој што е многу сличен со романскиот, не е ист, тоа се два различни јазици. И гаиме одлични односи со романците, историски. Исто така голем дел културолошки и културолошки, да, голем дел од печалбарите власи или власи кои што живееле на територијата на Македонија, во историските граници, мигрирале према Романија заради близината на јазикот. И ние сме, јас викам, ние сме најблиски со романците по поглед на јазикот и ние сме вид на први братучеди со нив. Така јас го објаснувам тоа. Што значи... Сега да налутам многу на Балканот, како србите и хрватите. Така нешто. Јазикот е многу близок, јас студирав во Романија, јазикот го научив многу брзо, но романец не станав. Разбирам. Што значи... Власите и романците се две различни категории на народ. Јасно. Кога прв пат се забележува присуство на влашки заедници во... Нели ги знаеме оние теории дека тоа се од после падот на Римското царство, дека тоа се нели ромеи, да не сгрешам нешто сакам во етимологијата на називот, но наследници ли сте на римјаните на овие простори? Тоа е интересно прашање и многу пати јас се среќавам со истото. Како да кажам, ние најдобро го објаснуваме тоа како влашка да е заедница, нека ние зборуваме или сме зборували историски еден вулгарен латински. Да, коренот е латински и на влашкиот и на романскиот. И со менување на популацијата на балканските простори, на територија на историска Македонија, мислам дека има сега една теорија дека ние сме наследници на Петата римска легија, која што дошла, се истурила тука на територија на Освој Македонија. И знаете како, тоа е
Тешко прашање, големо прашање, го оставам историчарите Има да ли го... власти историчари кои што се занимаваат сериозно со... Имаат, да. Прашувам дали сигурно дека има, но прашувам дали има, бидејќи веројатно историчар најдлабоко би влегол во таа тема, како што на пример професор Стојко Стојков најдлабоко влегува во темата за што во Пиринскиот дел меѓу Македонија и Бугарија се случувало. Бидејќи мене ме интересира и можеме да го викнаме во емисија некојаш, чисто ќе ми препорачаш. Сигурно. Бидејќи е интересна тема, но важно е дека ние од античко време живееме заедно. Така сте рекли. Така е, да, тоа е мислам дека најбитниот податок. А инаку да, најактивно на влашкото прашање во во модерната историја на Македонија работи професорот доктор Никола Минов. Еве ќе го поздравам вечерва. Супер, одлично. Со оваа прилика. Отворена покана од овој момент па натака, професоре, добре дојден сте во вечерното шоу. Во секое време и би сакал да поразговараме на овие интересни теми. Да не го масирам сега Стерио со историски прашања, но чисто како во овој контекст, бидејќи кој е мојот впечаток дека токму на територијата на Македонија властите имале најплодна почва за да си направат така културна кохезија меѓу себе, односно во изградбата на сопствениот идентитет. Во право сум или грешам? Во право си и јас ќе донесам една мисла на големиот Крсте Петков Мисирков, кој што вели во македонските работи посветува пасус на влашката заедница и вели вака: најарни и најдобри треба и мора да ни бидат односите со властите. Нашите интереси македонски нигде не се преплетуваат со властите. Са точно не знам како тоа, меѓутоа Добро, ако парафразата нигде парафразирам, нигде не се поклопуваат со влашките. Што значи треба да обрнеме внимание за да ги развиеме односите со властите на највисоко ниво. И со тоа самиот Мисирков дал една многу умна реченица која што и до денеска важи и во практична реализација стои како водилка на македонското општество и влашката заедница во истото. Ајде прво за денеска уште краток сет на прашања, бидејќи знам дека нешто беше различно во однос на досегашните одбележувања на овој ден. Патем, од која година е усвоен 23 мај од прилика за Национален ден на властите? Да, Национален ден на властите во Република Македонија од 90-та година, 91-та. Аха, значи од самото формирање на... Празник, како празник е усвоен во 2007 година, државен празник. 2007 е државен празник станат, добро. Што е различно оваа година, за разлика од претходните во однос на организацијата и улогата на државата во одбележување на овој празник? Ние претходните години, еве веќе прилика 30 години, го одбележуваме Националниот ден на властите како со свечена академија во Република Македонија. И досега се одбележуваше во Александар Палас со свечена академија. Меѓутоа, оваа година решивме како организационен одбор да го промениме тоа заради јубилеот 120 години Национален ден на властите и ќе го организиравме во македонски. Да, решивте дека ќе го организирате и го организиравте во МНТ. Да, го организиравме во МНТ, затоа што сметавме дека за 120 години еден голем јубилеј кој што за нас игра важна улога и за прв пат, тоа е по наши напори, претходната година со сите други етнички заедници, стигнавме до едно решение, односно министерот Иван Стојковиќ се додели буџет на Министерството за односи меѓу заедниците, секоја етничка заедница од оваа година, во наредните години, да си го одбележува својот национален ден, меѓународен ден или како и да си го викаат. Зависи кој што слави, да? Со буџет предвиден од Министерството за односи меѓу заедниците. Тоа е одличен гест на државата. Тоа е, мислам дека за прв пат до сега и за нас од голема помош, морам да признам, затоа што сепак помалите етнички заедници, како што кажав на почетокот, и даваат еден мултидимензионален карактер на државата, мултиконфесионален, мултиетнички, а ние живееме баш во таква држава и сметам дека во иднина истото треба да остане така, што значи настанот во Македонски народен театар беше под покровителство на Министерството за односи меѓу заедниците со поддршка на владата на Република Македонија. Како функциониравте во како до сега периодот? Морам малку да политизирам, бидејќи има специфичен еден агол тука во анализата што сакам да ја направам, а тоа е
дел од структурите, например, на ДУИ, кој што тогаш го воде, Артан Груби беше начело на тоа министерство, денес се обидуваат да создадат слика дека владеачката партија ги мрази албанците, работи против нив, сакала да им го укине јазикот, правото да се изразуваат национално и така натака и така натака. Од друга страна ме интересира каков однос имаше тоа министерство под раководство на Артан Груби кон барањата од партијата на властите или на влашката заедница, дали имаш некој, ти си од февруари официјално сега председател на партијата на власт, но дали имаш некој институционален спомен или можеби нешто што претходно покојен татко легендата на влашката заедница во Македонија, Мите Костов Папули, го имал како политичар во своето искуство? Одлично прашање, ова пак ќе кажам. Значи, Министерството за односи меѓу заедниците претходно на еден начин беше Министерство само за етничка заедница. Значи, не беше фокусиран Артан Груби на другите етнички заедници, туку само на онака што тоа представува. Значи, немаше слух за другите етнички заедници, ќе кажам. Од ова се сменија работите драстично. Секоја етничка заедница има таму представници. Сега работите се драстично променети од претходно. Се слуша нашиот глас, се слушаат нашите барања. Нашите, еве ќе кажам ја за нашата да се разбира. Преку ваш пример, да. Ние имаме околу 400 и 500 деца на територија на Република Македонија кои што го учат активно влашкиот јазик во Крушево, Штип и Битола. Тие беа примени од министерот Иван Стојковиќ и од Министерството за односи меѓу заедниците да искаже што научиле. Да. Го учат од прво одделение? Да. Така? Да. Штип, Крушево, Штип и Битола. Крушево, Штип и Битола моментално. И во Скопје, меѓутоа, еве јавен апел ќе дадам сега, не е баш интересот голем, така што секој што... А Охрид како е во мој Охрид? Моја Влашка мала. Во твој Охрид, во Влашка мала. Па нема баш интерес. Има и горна и долна, сега кај нас, ние баш голем регион за факт. Знам, баш вчера размислав каде се наоѓа таа долна Влашка мала и покрај езеро. И покрај езеро, да. Инаку јас кога престојувам во Охрид, баш тука на Питу Гули улица си земам Airbnb или во комшилук мој. Да. Што значи многу има разлика од тоа како се работеше претходно и како се работи сега, а се надевам и во иднина ќе се продолжи истата работа, ова е како еден прв чекор кој што се надевам ќе одекне понатака за уште поголема поддршка на помалите етнички заедници за да се слушне и нашиот глас во општеството. Стерио, ги мразиш ли ти албанците? Или другите етнички заедници, или македонците? Знаеш што е, јас сакам да ја демистифицирам таа нарација која што прават, бидејќи не е вистината. Истото важи и за кога бугарската држава, обидувајќи се да тера некои своји политики што немаат врска со малцински права, реши да се застапува за малцинските права како параван позади кој тие ќе се ги прават оние работи што си наумиле да се ги прават, а имаат врска со процеси од пред 120, 130, 150, 60 години наназад. Односно, како ти живееш во Македонија и каков е твојот однос кон македонците, кон албанците, турците, ромите, бошњаците, србите и сите останати кои што според наш устав ги уживаат истите права без оглед на бројката во која што живеат во Македонија, како што ги имат и сите делови од народ, според 2001 уставот, наведени во нашиот устав. Знам дека е ова добро прашање, знам, на добро место си. Мислам, тама работа јас да мразам некога. Се шегувам, само провокативно, да, се разбира дека. Се разбира. Знаеш како, Богдан, не... Мислам дека созрева македонското општество во години многу демократски многу се разви. И не гледам дека се некаква мрза. Не, баш напротив, јас имам другари од секоја етничка заедница. И моите најдобри другари се, јас сум единствено влав. Тие се македонци. Имам другар турчин, имам другар ром. Пораснав со него од прво до четврто деление. Имам другари албанци со кои што кога бев на work and travel во Америка ми беа цимери. Во Романија исто така имавме албанци кои што ми беа другари додека студирав. Не знам дали изоставив некоја етничка заедница, еве бошњаците и со нив. Толку е демократска Македонија, толку е мултиетничка, толку има соживот на еден начин измеѓу нас, кој што јас велам, ние сме пример на Европската Унија
како една мултиетничка држава треба да функционира. И го кажувам тоа јавно, дури сум го разговарал во една прилика и со германската амбасадорка. И го кажав тоа. И со унгарскиот амбасадор. И со романската амбасадорка. Значи, ние сме една држава која што даваме пример како може толку многу етнички заедници да функционираат сите заедно. И не треба да се сее омраза. Гледам дека во последно време се повеќе и повеќе се демократизираме и политички созреавме. Еве и нашата коалиција моментално функционира безпрекорно, како што можете да видите. Така што А што мисли за тие тези дека постои некаков обид за дискриминација? Имаш ли ти впечаток дека премиерот сака да ги понижува албанците или пак тоа е параван на Дуи поради тоа што ете сега и законот знае да тропне на нивна врата за разлика од претходниот период. Знам дека е национален ден на властите, но ти си политичар, ме интересира политика, па и политички теми се за дебата, нели? Сигурно, да, не. Тоа е параван на Дуи, да. Значи, мислам дека никого не дискриминира премиерот. Еве ќе дадам еден пример за премиерот. Ајде. Присуствуваше на Националниот ден на Србите. Присуствуваше на Националниот ден на ромите. Присуствуваше кај нас. Е прв премиер што присуствува. Значи, како е нападнат? Не можам навистина разберам. Покажува, би рекол, најшироко демократски капацитет до сега. Сите се вклучени во процесите. Не гледам каде некој е дискриминиран. Навистина. Сите некако сме заедно, сите сме представени. Може ли сега да објасниме, за да добро разберат луѓето, какво е нивото на ваша застапеност и представеност во системот, кои се правата кои што ги уживате, како дојдовме до тоа да во одредени општини, нели, се учи влашки јазик од прво деление, има ли програма, на која телевизија, на која програма, на кој канал на влашки јазик, има ли доволно медиуми, односно, на времето чина ми весник ли имаш или немаше многу одамна, така? Имаше, да. Сега изумира сите весници, не. Какви се права специфични, нели, како дел од народ, како заедница во Македонија, уживате во Македонија? И што би ви фалело уште пример да се направи повеќе, каде гледате можност уште подобра кохезија да се изгради, иако еве лично искрено јас како човек да кажам, јас сум растел во Влашка Мала Охрид, се вика Влашка Мала со причина. Никаква разлика не сум гледал јас кон моите комши, нити па тие кон мен. Дори нели сум научил цифат буна да размениме по 2-3 збора наутро. Буна Богдан, буна. Така. Супер, значи. Буна дамнеца, буна дзуа, буна сера, така. Така, буна димнеца, буна дзуа, буна сера. Гини винит, гини вафлај, добро ја најдов. Добре дојдовте. Еден најдобар пример си ти. Па самиот. Значи пак да се застапеноста и правата, вака само чисто наведи ми кои права ги имате во Македонија и дали нешто би можело уште да се подобри, да се унапреди? Ги уживаме сите права и јас сметам дека ние моментално треба да работиме на унапредување и на имплементација на истите права. Добро. Значи би рекол дека работата во голема мера е кај нас, властите. Значи ние би рекол не доволно сме активни и работиме на своето влашко прашање. Затоа што ги уживаме сите права, меѓутоа колку работиме на имплементација на истите е прашање. Сега, и институционално, значи ние имаме редакција на влашки јазик, имаме емисија на влашки јазик, која што е на МРТ 4. Имаме радио наше, кое што е на влашки јазик. Исто така, институционално, значи, секаде сме застапени, но јас би рекол недоволно. И тоа пак ја кажам, недоволно сме застапени не заради тоа што државата не ни дава можност, може би затоа што ние недоволно работиме на истото. Сега, дали е тоа бидејќи сте совршено вклопени во системот, во општеството, да етничкото прашање веќе не е ни прашање? И дали е тоа проблем? Се честно искрено си разговараме. Тоа што
Јас нели максимално почитувајќи го етничкото потекло, но не можам да направам разлика меѓу мене и тебе. Може би поради начинот на мојот одгој, на моето растење и така. Односно, како да сме, не знам, идентични, мислам, сите народи овдека сме идентични, само некој некогаш во одредена фаза од историјата се здружувал, викале ние сме македонци, ние сме бугари, ние сме срби, ние сме хрвати и така натака, нели? Иначе сите сме како луѓе, imagine all the people, нели, living life in peace, јас верувам во тоа. Но не се постои ето културна диференцијација, така? Но на човечко ниво претпоставувам дека таму е трикот во совршената вклопеност во системот, нели? Таму е трикот. Таму е трикот затоа што влашката заедница е многу добро вклопена во македонското општество, не од сега. Од самото постоење на Република Македонија од 45-та година кога влезе во склоп на онаа Југославија, па низ текот на тие 45 години властите беа челници на организирање на Институтот за медицина, на Институтот за филологија, на најразлични на МАНУ, значи од тројца членови кои што го формираа МАНУ, двајца беа власи. Апостолски влаф е? Харлампија Поленаковиќ и Ѓорги Филиповски. Ке полемизирам за Михајло Апостолски. Добро. Онака ме, знам дека е има влашко потекло, но не знам дали со сигурност бил, што значи видете, ние низ текот на годините многу добро се вклопивме во македонското општество и мислам дека може би баш тука каде што постои само таа една културна и јазична диференцијација измеѓу нас и македонците. Да. Ние сме македонци, пред се, значи ние сами на себе си се нарекуваме армн. Меѓутоа, ако зборувате со постарите власти, они ќе ви речат Македон армн. Што значи ние македонски влав, да. Што значи ние во самото наше ткиво се осеќаме, се чувствуваме македонци. Значи, а културниот, значи културата, јазикот и традициите се тоа што не малку разликува. Сега за институционално да зборуваме, може би затоа што самите со својата способност властите успеа да се изборат и да влезат во X институции на државата Македонија, може би затоа како што каже и самиот се тргнаа некако од Да, нема некаква аура на обесправеност или на дискриминација било каква. Точно. Тоа ми е наредното прашање, бидејќи нели интересно прашање сега. И ти сам се шегуваш на таа тема, знам само 9000 директори власи, нели мит, нели, колку е мит, колку реалност, не знам, ќе ми кажеш ти, е дека влашката заедница секогаш била или се стремела да биде многу добро позиционирана во високите сегменти на општеството, на јавниот живот или конкретно банкарскиот сектор, онаму каде што е текот на парите, онаму каде што се креираат политиките. Како тоа успева да го направи една заедница која што, ако денес не сте 9000, ако сте 29, 45-та да сте биле 79 или 159. Интересен податок ќе ти кажам сега, значи со пописот 52 или 49 година на територија денешна Република Македонија живеле 149.000. Ете, видиш, само попишани. Апроксимација правев. Да. И како една заедница која што сепак тоа е во рамките и на таа Македонија е, не знам, 12-13, не. 150.000 на околу 9, околу 10%. Добро. 10%. Ама постои некоја тајна книга на властите, која што, нели, прво правило е стани директор на банка, второ е ако не можеш директор на банка во инвестицијски фонд, нормално дека се шегувам, но сериозно. Што е и ти самиот работиш во економскиот сектор, така? Ти си економист, така, може да е случајност, може би е дел од тајната книга. Објасни ми го тој. Дел од тајната книга. Така? Добро, ако не смееш да зборуваш, ќе разберам, окей. Значи, властите важат за добри економисти и тоа се должи пред се, пак ќе се навратам историски, од Москополе. Добро. Значи, Москополе бил град денес во Албанија, кој што имал околу помеѓу 40 и 60.000 жители, најразвиен град во тоа време, поголем од Атина. Атина бројала околу 5.000 луѓе во тоа време. Знам. Значи, толку добро властите ги поврзувале врските помеѓу Истанбул и
од тогаш тие две империи, значи Австро-Унгарската империја и Отоманската империја, толку добро ги поврзувале врските, што јас од татко ми сум слушал дека функционира како акционерски друштва. Значи што тогаш го имале развиен тој капацитет на економска соработка и трговија. Што значи тоа е како една вродена фамилиарна работа како во влашките семејства, во генот влезена. Мислам дека долги години, веќе 200-300 години, и се до ден денеска. Дека постои некој лоби влашко на територија на Македонија, тоа не, тоа се теорија на заговор. Као на теориите, тајни состаноци, 10 најважни власти и секе, добро. Тоа не постои, не, тоа е мислам едно така пласирано во едност како едно влашко лоби, не постои тоа, сигурен сум, што значи тоа ни е пак речам во генот и фамилиарно, значи власите губејќи го своето богатство низ годините од Москополе, преку Крушево, со палењето на Крушево, со Крушевското востание, со палењето на Москополе, со палењето на Грамос, преку доаѓањето во комунистичка Македонија, каде што не можеле да ги уживаат своите права. Односно со колективизацијата во 1948 година, значи влашката популација изгуби многу голем дел од своето имање, биле собственици се стана државна, да. Да. И Грамос е добар момент, сакам да го спомним, бидејќи можеби не многу луѓе знаат дека во Грамос има сериозна влашка заедница. Има сериозна влашка заедница. Кога напалмот ги пали, нели, македонците во Егеот, да, меѓу тие македонците се и власите. И власите, да. Да, точно. Денеска е културен центар на власите Мецово, градот во Грција. Едно прекрасно влашко место кое што ден денеска има влашки идентитет. Слично на Крушево. И сега да се навратам на ова е тоа што, значи, ние во текот на сите тие години може би станавме добри економисти или се насочивме во сферата економија или ги земаа властите сите тие врвни државнички функции или станаа директори или станаа менаџери на сите тие компании заради тоа што нивните родители го изгубија богатството, нивното имање и ги како секој паметен човек го насочува своите поколинија ги насочува кон образованието. Значи доколку го изгубивме ова, ајде да се насочиме кон образованието за да можеме да го вратиме и да го заштитиме. И така полека низ годините со почетокот на тоа е баш една генерација, значи хајде две од 45 до 90, две генерации и после 90-та година настапуваат сите тие сите таа влашка интелигенција која што допира до врвот на македонското општество. Сега нема пак да губиме ни ова, него нели ќе си го чуваме она што е. Ова е извадоци од тајната книга на власите. Ова е извадоци од тајната книга, да. Има име некоја? Влахум книгорум. Кажи ми, бајдовај го спомна Москополе. Каква е конекцијата помеѓу еден многу познат пејач во Македонија, еден од најдобрите светски научници, докажан во Америка и Москополе и власите? Михајло Пупин, точен одговор, доаѓа од Москополе, неговата фамилија, се сели прво во Албанија и од таму доаѓаат во Струшко-Охридскиот регион. Така е. Од таму Вевчанско-Струшко-Охридско, да. Од таму се селат Дримкол, така наречен. Од таму тој во Србија еден крак оди. Во Србија, да, оди во Тимокрајна. Од таму по налог на неговата мајка, која што толку... Тој е роден во Србија. Роден е во Србија, да. Семејството е од Москополе. Ја го кажувам историскиот тек на семејството. Стигаат во Србија. Бидејќи еден дел останува во Струшко-Охридски крај. Останува, да. И во Влашка Мала Охрид. Да, така е. И во Србија почнува да се едуцира по притисок на неговата мајка, која што му вели, значи ние доживеавме толку многу падови, прогонувани сме толку многу, меѓутоа никогаш не се откажува образованието. И така тој стига еден од најголемите научници, добитник на Пулицерова награда, значи Михајло Пупин на Нобелова, да. Но пази, интересно е што не знам колку луѓе знаат, во Охрид една од најубавите цркви според мене е Света Богородица Перивлепта, порано се викаше Свети Климент, бидејќи моштите пред Плаошник на Свети Климент беа баш во Перивлепта, горе одма блиску до Плаошник се наоѓа и оваа црква. Во камбанаријата во незе е ѕвоното, нели? Е донација, камбанаријата е донација од Михајло Пупин.
Чисто да знаат луѓето. Така да не е дека само властите земаат, властите и даваат. Апсолутно. Значи тоа сакав, многу добра, значи сега на луѓе ја направи. Еве, за ова не сум знал. Сега прв пат го слушам, што е многу интересно за мене. Си пишува таму на изгравирано. И баш добро, мислам, ме радува тоа што го донесуваш вака во разговорот, затоа што да, не само земат, меѓутоа и многу дадоа. Впрочем, властите мислам дека многу повеќе дадоа отколку што добија. Зборуваме во поглед на, би рекол, во сите општествени сфери. Од историски па до ден денеска. Што значи добри патриоти, вистински патриоти, и ние, еден интересен факт, исто така ќе го напоменам, кој што многу малку луѓе го знаат, ние сме апатриди. Значи, ние сме народ кој што немаме своја матична држава. Односно, матична држава, властите на цел Балкан, си ја сметаат Република Македонија. Бидејќи тука, нели, тука ги уживате сите права и сте најдобро вклопени. Ако ги прашате сите власти на Балканот, ќе речат Република Македонија. Супер. Сега добро, со исклучок можеби на властите во Грција, затоа што ние сме таму од која постои светот. Автохтон народ. Да. Што меѓутоа на територија на историска Македонија сме биле. Има тензија меѓу властите од Грција и вас од Македонија? Нема никакви тензии. Не. Патем во однос кога зборуваме сега за познати власти, Питу Гули е втор во химната, добро. Најпознат влав, мисламе, Питу Гули е олицетворение на влашката храброст, на влашката лојалност кон државата, на влашката умешност и сакање, љубов за Република Македонија да биде, значи, независна држава. Како ме интересира верското изразување во влашкава заедница? Така, никој пат не сум ни размислувал на оваа тема, а викам чекај да го прашам човекот, можеби ќе добиам интересен одговор. Мајка ми, например, јас секоја недела ја носам на литургија во Света Петка на граница помеѓу Кисела Вода и центар. Јас во Кисела Вода живеам. Ние дома, баба ми има една стара икона која што од неа знам и од татко ми дека е стара 400 години. Вау. Да. Се отвара вака, тоа е Света Богородица со Исус како го држи. Исклучително силни верници се власите. Не само тука. Најголем дел се во православието? Православни сме ние. Сите? Сите. Католици не сум слушнал да има. Можеби на Албанија, меѓутоа ние сме сите православни и сме големи верници, би рекол. И добро што ова прашање повторно го донесовме во разговорот во контекст. Се надевам, сега да не ветам тука пред јавноста, но во разговори сме да има и литургија на влашки јазик во Света Петка. Да, тоа ќе биде за прв пат во историјата на Македонија. Работиме на ова прашање веќе 2 години. И се надевам дека во Скопје, конечно во Света Петка или во некоја друга црква ќе успееме да го од почеток на јуни да можеме тоа да го добиеме и да го имплементираме. Затоа што пак ќе речам, ќе напомнам, голем дел од властите, влаинките посебно, значи баба ми еве на пример ќе дадам повторно ќе ја донесам во разговорот, она имаше крст на чело и беше испичана по рацете со секакви, значи, православни христијански пораки. Тоа кога ја прашував зошто е тоа така, значи тетоважите ги правеле со правење на како сок или боја од коприви. И така го врезгувале со игли. Стварно? Да. И тоа им служело за да практично не бидат грабнати жените влаинки од турците, кои што повеќе во тоа време останувале или останати на територија на Македонија. И тоа немале па никакви проблеми со турците. Веќе кога завршила Отоманската империја, што значи гаеле одлични односи. Например, моите баба и дедо зборуваат турски. Перфект. Чичко ми исто така. Што значи... Од каде потекнува твојата фамилија? Потеклото на татко ми е од Овчеполието. Значи тој беше роден во Аџибегово. Баба ми, на татко ми мајка, е родена во село Селце, тоа е Неготинско, во Коријата, а дедо ми, татко ми татко, Стерио, поносам и неговото име, роден во село Крклја, односно тоа е во делот на кога се оди према Бугарија, односно многу блиску до границата на Бугарија.
таму власите на калин камен ги носеле своите голем дел од влашката заедница на лето одела од Солунското поле и од Скопското поле се качувало на калин камен на Пониква. А нивните пародители водат потекло од Солунско, значи од на татко ми страната, на дедо ми се од Солунско, а од на баба ми се од Кукуш. Баба ми кажуваше дека сме биле комши со куќата на Гоце Делчев. Да. Впрочем, многу малку луѓе знаат и дека мајката на Гоце Делчев била Влајнка. Да, така е. Да. Султана. Султана, да. Така што ете, ние сме таму со најголемиот револуционер на Македонија врзани. А од на мајчина страна потекнувам од Нишополе. Баба ми и дедо ми се родени таму. Тоа е Подпелистерско село, најубавото Подпелистерско село, велам јас. А па нивните родители се дојдени таму од на дедо ми страната се дојдени од Корча, од Албанија, а на баба ми страната се дојдени од интересно точно летово кога одев на Скијатос, тргнував од како се вика Волос. Од Волос. Точно од тој регион се дојдени, мајка ми го кажа, не знаев. Значи, многу интересно е, буквално баш како што и на почетокот кажа дека властите ги има на цел Балкан, еве кога зборуваме за твоето семејно потекло, оди 2 колена назад, буквално од цел Балкан. До крај имаме некои 6-7 минути. Во кои што сакам да те прашам 2 кратки прашања. Првото е како младите власи си ја гледаат својата иднина, исто како и ние или некако специфично во однос на тоа останување во Македонија, наоѓање леп тука, според упастата во тајната книга на власите, или го фаќаат патот кој може, кога може. И второ, како гледаш на нашите позиции државни, новите, некако до сега, туку кога екшуали имаме исправена кичма во надворешната политика, во однос на оценувањето од Бугарија и евроинтеграциите и што тука треба да се прави? Како млади власи, јас сум еден од дел од процесот на ревитализација моментално правиме на влашката култура, традиција, јазик. Добро. На тоа работиме. Ја и јавен повик едам тука и апел, зашто јас сум млад човек. Влашкото прашање е како во заборав остана. Од нас власите. Што значи мораме. Убаво би било да се културата да си ја младите власти да се вратат малку, да се прашат и да речат еве да почнеме нешто. Јас се надевам дека до крајот на годината ќе имаме една конференција, прва годишна конференција, каде што ќе правиме една национална стратегија за како овој мал народ да опстане во Република Македонија, која што и така ни ги дава сите права, односно да не сгаснеме за секогаш, како што е тоа случај со многу други народи, конкретно ретро-романците во Швајцарија. Швајцарија ги призна за посебни народи, им дава многу повеќе поддршка. Значи, ако ние добро се организираме во наредниве години, мислам дека и поддршката од институциите од државата ќе нема да изостане сигурно. Нема да изостане сигурно. Така што мислам дека ние како млади власти треба да дадеме уште повеќе придонес за да се слушне нашиот глас. Разбирам. Второто прашање во поглед на евроинтеграциите на Македонија и државните барање гаранции, дека нема повторно да бидеме жртва на нечиви фрустрации од 1850 година. Еве, јас сум дел од етничка заедница и сме дел во уставот. Меѓутоа, оние барања на Бугарија да бидат во нормативниот дел од уставот ми се чинеа, значи ние бевме први против тоа. Евроинтеграциите на Македонија траат веќе предолго. Значи, ние од тука верувам дека треба да разбере Европската Унија, јас тоа и го лобирам во разговорите мои, во секоја можност со странските дипломати и дипломатскиот кор, дека ние веќе ги положивме сите испити. Ние немаме веќе што да докажуваме како држава. Дајте ни зелено светло, отворете ни го патот, нека биде двонасочна улица, разберете на нас, ние веќе ги разбираме, сега го разбираме моментот на оној договор кој што беше, оној недоговор кој што беше потпишан во Брисел од претходната влада, што ни представува наистина голем проблем и правна јамка. Правна јамка баш. И знаете во секој разговор, ама вие тоа сами го потпишавте. Па не го потпишавме ние сите. Нели? Туку одреден дел на луѓе кои што најверојатно нема дипломатски капацитет, нема доволно желба за да може да
го разберат и да го отворат правилно и затворат тоа прашање. Што значи сега треба да бидеме разбрани дека ние како македонци и само како македонци со македонски јазик, како официјален јазик на оваа држава, можеме да членуваме во Европската унија. Впрочем, тоа е и право на самоопределување. Значи се коси со повелбата на Обединетите нации. Како тргнале, види, некои од истокот ќе тврдат утреден дека и Питко Гулев бил, нели? Веќе тврдат. Тврдат, да, стварно. Студирал во Софија. Да, има и такви. Има, да. Студирал во Софија. Па добро, студирал во Софија затоа што во тој период немале каде да се... Даде, Сорбона беше затворена за матурантите од македонски. Не можеме ние да ги категоризираме. Харвард исто имаше некои квоти за малцинства, не можеме ние така да ги категоризираме, мислам, работите. Добро, види, ако сакаш да вулгаризираме, тоа сите тие живееле во Отоманска империја, значи се турци, така? Или сите ние сме римјани. Така да. Значи, нашиот став како партија е дека Европската унија конечно треба да има и поширок демократски капацитет на разбирање на работите. Малку е чудно. Па чудно е. Нас не обвинуваат за загрозување малцински права, Бугарија тоа не обвинува, а еве ти си дел од народ во Македонија, дел од етничка заедница и викаш овде совршено функционираме. Што е клучот? Клучот е ти да не викаш Боби ти не постоиш, јас да не викам Стерио беге ти не постоиш. Нели, туку седнуваме како луѓе, си разговараме, се почитуваме, јас ти помагам кај можам, ти ми помагаш кај може и работите функционираат, така? Мислам дека тоа е наједноставното решение или наједноставниот пример, најразумен кој што можеме да им го дадеме на европските институции за да разберат што се случува тука. Така што нашиот став е јасен, значи гаранции прво, а после тоа влезува Европска унија. На минута до крај, благодарам да ти кажам две работи. Првата е дека јас си го оправдав своето место на раѓање и потекло Влашка Мала Охрид, иако не сум влав, бидејќи мојата сопруга па има баба Влаинка, така да, нели, сега ја измешавме крвта и моите дечиња покрај тоа што ептен се чурок сега, ем антички, ем вардарски, не знам, што сме ние, северџанистанци. Но потеклото е нели од егејскиот дел, баш Кукуш воден таму тој дел. Така да крвта и тука се измеша и мојата љубов и почит кон властите стана уште поголема и второто само ова да не бидејќи како викаат на 23 мај најди влав и почести го, да. Јас за прв пат во мојава емисија ќе направам еден ваков гест и имам еден подарок за мојот гостин. Повели, ајде, да не еве пред камери да се знае дека си почестив влав на овој ден, да не ми се пише минуска, дека работите секако што треба да се. Чуете ги власите. Стерио, да си жив и здрав, ти благодарам за гостувањето. Стерио Папули, председател на партијата на властите во Македонија. Се гледаме во следна прилика, се надевам со многу нови конкретни идеи и така натака. Значи вратата ви е буквално вие. Вратата ти е и на нели нормално на сите убави луѓе во Македонија отворена и во Алфа и во вечерното шоу. Се гледаме во следна прилика. Фала и вас што останавте со нас до самиот крај. Имате уште малку време да почестите влав ако веќе не го сторивте тоа. До следното гледање, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.